дојдовте во училница. Денеска со вас ке се дружи оделенскиот наставник Јадранка Клисарова. Јас сум вработена во Основното училиште Блаже Коневски и оваа учебна година водам прво оделение. Денеска, преку предметот македонски јазик, ке се запознаеме со една прекрасна песна. Песна да се вика "Лесно е да се лета". Што треба вие денеска да научите? Кои се вашите цели? Да се оспособите да слушате, да ја разберете, да ја доживеете содржината на песната и да извлечете поука од литературната творба. Да правите разлика помеѓу текст и илустрација, да се запознаете со римуваните зборови и нивното значење, да ги развивате говорните органи во функција на правилно изговарање на гласовите. За овој час, ученици, ќе ви биде потребно тетрадка без линии и вашиот прибор. Овдека имам ставено наслов "Секое дете има желба". Постои ли дете на овој свет што нема желба? Јас не верувам. Ајде да видиме кои се вашите желби. Еве го и детето, раскрилено со рацете, и тој ве прашува: кои се вашите желби? Која е твојата желба? Со која боја можеш да ја обоиш нашата или својата желба? Земи го моливчето и во тетрадката, нацртај твојата желба. Имаш 2 до 3 минути за оваа работа. Верувам дека веќе сте готови. Ја илустриравте или ја нацртавте вашата желба. Во каква боја, во каква форма, тоа ќе видиме сега. Со каква форма и боја ја замислувате желбата? Вашите тетрадки не можам да ги видам, но вие самите ги гледате. Сигурно вашата желба има некоја форма и боја. Еве да видиме оваа дете во која форма и боја ги замислува своите желби. Имаме ѕвезда, имаме смајли, имаме експлозија, имаме тетрадка, имаме друга ѕвезда, имаме друг вид на ѕвезда, имаме срце. Но чудно, зошто сите бои на неговите желби се жолти? Затоа што тој се поистоветува со сонцето. Сонцето е извор на животот. Така тој мисли дека сите негови желби треба да бидат со жолта боја. А вашите деца, каква форма и боја има? Дали некои се исти како желбите на оваа дете? Тоа ќе го видиме кога ќе се видиме на самиот час. Сега да продолжиме понатаму. Кој има желба да лета со авион или хеликоптер? Кој ја напиша таква желба? Верувам дека има многу од вас деца што сакаат, имаат желба. Можеби некој од вас има желба да стане и пилот? Тоа е уште подобро. Затоа негувајте ја својата желба. Кој друг лета, деца, освен авионот, хеликоптерот, цепелинот? Птиците. Да, и тие летаат. А уште летаат и инсектите. Овдека се пчелките, бубамарите, пеперутките и другите инсекти кои летаат понекогаш. Сите тие летаат затоа што имаат крилја. А дали детето има крилја да лета? Како на детето да му помогнеме да може лесно да лета? Тоа ќе го направиме преку песната која денеска ќе обработиме. Песна "Лесно е да се лета". Оваа песна ја напишал авторот Славе Ѓорго Димовски. Ние ќе се запознаеме со песната, со содржината. Внимателно слушајте. Лесно е да се лета. Лесно е да се лета високо над светот. И на друга планета може да се слета. Само замисли желба која ќе ти даде сила. Замижи, рацете рашири ги ко крила, па махни со двете и в небо си дете. Дали ви се допадна песната? Верувам дека песната ви се допаднала. Да видиме сега што сака писателот да ни каже со првата строфа од песната. Уште еднаш ќе ја прочитам. Лесно е да се лета. Високо над светот и на друга планета може да се слета. Каква илустрација
вие си замислувате за оваа строфа. Бидејќи текстот е напишан деца со букви и тоа е текст, а додека тоа што е нацртано се вика илустрација. Илустраторот за оваа строфа ни нацртал едно дете кој стои на планетата Земја со расширени раце. Има желба тој да лета високо над светот. И пред него се наоѓаат другите планети, бидејќи тој сака таму да слета, сака да истражува. Дали е тоа можно? Тоа е само во нашите желби. Да видиме втората строфа. Само замисли желба, која ќе ти даде сила, замижи, рацете расшири ги ко крила, па мавни со двете и в небо си дете. Колку интересна желба авторот ни прикажал за оваа строфа. Да ја видиме илустрацијата, што сака писателот да ни каже. Еве овдека, планетата Земја и детето со расширени раце, тој со неговата желба лета надвор од планетата Земја. Тој лета во орбитата, околу него се наоѓаат други планети, но овдека имаме и книги. Нешто чудно, зашто книгите се овдека илустрирани. Тоа ќе го дознаеме дури во последниот дел од обработката на песната. Дали ви се допаѓа илустрацијата? Верувам дека веќе имате многу подобра слика како писателот ги прикажува своите зборови, а илустраторот со својот цртеж ни ја доловува песната да биде поблиску до вас. После секоја песна, знаете вие деца, и во училиште, секојдневно песната треба да се научи, да се меморира, да се научи на памет, да можеме да ја рецитираме пред родителите, пред бабите и пред дедовците. Но пред да ја почнеме да ја меморираме песничката, ја сакам да ви помогнам нешто да научите повеќе. Бидејќи ова овдека што го гледате е текстот. Гледаме дека овдека имаме едно растојание. Сега, веќе гледаме дека овие заедно здружените зборови представуваат една строфа. Долу, исто така, имаме здружените редови, представуваат втора строфа. Но сега јас велам редови. Вас да не ве збуни. Еве овдека со стрелката покажувам дека овој ред од песната се вика стих. И овој ред се вика стих. И овој. Значи, првата строфа, деца, има 4 стиха. Ајде да изброиме колку има во втората строфа, бидејќи тие не се подеднакви на број. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи, втората строфа има 6 стихови, а целата песна има само 2 строфи. За полесно да ја научите песната, морате да знаете како тоа се прави. Тоа се прави кога секој стих ќе го меморираме 3 пати и на тој начин многу брзо ја учиме песната. Ајде и вие заедно сега со мене повторувајте и така да ја научиме песната. Најлесно да можеме да ја рецитираме. Лесно се лета, лесно се лета, лесно се лета. Високо над небото, високо над светот, високо над светот, високо над светот. И на друга планета, и на друга планета, и на друга планета, и на друга планета. Може да се слета, може да се слета, може да се слета. Само замисли желба. Само замисли желба, која ќе ти даде сила, која ќе ти даде сила, која ќе ти даде сила, која ќе ти даде сила. Замижи рацете, замижи рацете, замижи рацете. Расшири ги ко крила, расшири ги ко крила, расшири ги ко крила. Па мафни со двете, па мафни со двете, па мафни со двете. И в небо си дете, и в небо си дете. Верувам дека веќе повеќето од песната ја научивте на памет. Сега ќе продолжиме нешто друго да научиме за песните. Не е само да ја научиме песната, да ја рецитираме.
Песната има и други вредности кои треба ние да ги научиме. Сега ќе се запознаеме со едни зборови, интересни зборови, кои ги има секоја песна. Еве ни се појави детето и тој е љубопитен да ја научи песната. Еве, римувани зборови. Зборови кои гласовно се совпаѓаат. Тоа се зборови кои ги има во многу песни. Мај, сјај, мила, свила, цвет, лет. Преку примерите гледате тие колку гласовно се совпаѓаат. Ајде сега, во песната лесно е да се лета. Да откриеме кои се римуваните зборови. Кога ќе ги откриеме после секоја строфа, ќе плеснеме со дланките, за да знам дека и вие сте ги научиле римуваните зборови. Песна. Лесно е да се лета. Лесно е да се лета високо над светот и на друга планета може да се слета. Кои се римуваните зборови? Лета, слета. Така. Сега продолжуваме втората строфа. Само замисли желба. Кој ќе ти даде сила, замижи рацете, рашири ги ко крила, па мафни со двете и в небо си дете. Ајде да видиме кои се овде римуваните зборови. Заедно да ги откриеме. Сила, крила. Така. Кога ќе погледнете во текстот на песната, гледате дека јас овој пат римуваните зборови ви ги обоив со црвена боја. Во првата строфа, ајде уште еднаш да повториме, лета, слета. Во втората строфа, римувани зборови се сила, крила. Одлично. Значи, научивме денеска и кои се римувани зборови. Со римуваните зборови, песните се милозвучни и многу полесно се учат и се меморираат. Сега, овдека имаме едно облаче. Облачето ни е извор на вода, а и водата ни дава живот. Сега, изворот на живот. Изворот на животот го изедначуваме со мотивот во песната. Од каде авторот црпи мотив за да ја напише оваа песна? Сигурно и вие се прашувате. Да, деца, и тој некогаш бил дете, и тој имал многу желби, и затоа неговиот мотив е од замислените желби на децата. Токму од желбите на децата, затоа што и тој бил дете, како вас. А да видиме, нели секогаш кога учиме, велиме дека од секој текст, од секоја песна, убаво е да извлечеме порака или поука, да научиме нешто. Денеска од оваа песна можеме да извлечеме порака. Која ќе биде пораката која ние треба да ја научиме или вие која сте ја научиле? После песната, убаво е пораката да ја кажете на мама и на тато, да видат и тие дека вие на вистина сте ја научиле пораката од песната. Јас ви дадов 3 пораки овдека, бидејќи мислам дека вака од далечина подобро е да имаме можност да размислуваме повеќе. Првата порака. Секое дете треба да ги негува своите желби, бидејќи тие ќе му бидат водилка во животот. Така е. Велат дека не треба да се откажуваме од своите желби. Втората порака. Затоа, затворете ги очите, посакајте желба и летајте. Дали ова можно, деца? Можно е, ако имате желба и само ако посакате. Како што вели нашата порака, затворете ги очите, бидејќи така полесно се лета. И третата порака, детето најубаво може да патува и да лета преку читање на книги. Дали ви се верува ова? Јас верувам, затоа што кога читаме книги, ние можеме да патуваме во разни краишта, на разни планети. На тој начин, детето ќе патува преку читање. Деца, часот ние не можеме да го завршиме ако не дадеме и задача. Се разбира, бидејќи на тој начин ќе видиме колку сме научиле и сето тоа е за ваше добро. Бидејќи само детето што редовно учи може да постигне многу. Задачи. Имате 3 задачи дадени од мене. Првата задача е научете ја песната напамет. Така е. Секоја песна мора да се научи напамет.
Втората задача е рецитирајте ја на вашите родители, баби и дедовци. Третата задача илустрирајте ја содржината на песната во тетратката по македонски јазик. Верувам дека задачите не се тешки. Ќе ги изработите со љубов и со задоволство. Сега на крајот од часот, драги ученици, до видување, до следното наше видување.